Плакети за амбасадорите како признание за поддршката на судскиот совет, а за возврат порака од највлијателните дипломати во Скопје за потребата од продолжување на реформите и враќање на довербата во правосудството. Денеска на исто место се собра врвот на домашното судство и на меѓународната заедница за да дебатира за тоа докаде имплементацијата на препораките на оценската мисија на Европската унија, која направи скрининг на ситуацијата во судскиот совет, понизата проблематични одлуки и смени во ова тело. Неопходна е целосна имплементација на сите предлози од извештајот на оценската мисија и ќе биде решавачко за создавање независен и непристрасен правосуден систем во кој граѓаните ќе имаат доверба. Ја поздравуваме јавната заложба на новата влада за справување со корупцијата и промовирање на владење на правото, како што е наведено во незината програма. Ја поздравуваме јавната политичка амбиција, но како и секогаш ќе судиме за успехот врз основа на практичните чекори кои ќе се преземат. Дел од амбасадорите проблемот го гледаат во човечкиот потенцијал и отпорноста на притисоци, а не на слаби законски решенија. North Macedonia has well-drafted laws, well-staffed institutions. Северна Македонија има добро изработени закони, добро опремени институции и искусни обвинители и судии, а повеќето од нив и патувале и имале размени со САД. Па се поставува прашањето како да почнеме да го надополнуваме оној јас или недостиг на доверба на оние на кои треба да им служиме. Пораката е јасна и не се менува. Работете ја работата која треба да ја работите. Следете го законот, работете за луѓето, дајте отпор на политички притисоци, заштитете го својот интегритет и прифатете ја транспарентноста. Очекувањата од новата владеачка постава се големи да се испорачаат промени и во правосудната сфера кои граѓаните ги очекуваат. Реформите треба да бидат системски, сеопфатни и инклузивни, треба да имаат за цел исполнување на стандардите на ЕУ, а и да овозможат функционално, транспарентно и праведно судство. Ова е она што граѓаните на Северна Македонија го очекуваат и заслужуваат, и тоа ќе ја доведе земјата во Унијата. Затоа новата влада и собранието имаат задача со добра волја и добри намери да се фокусираат на приоритетите во правосудниот сектор и тоа совесно да го работат. Токму Холандија ја прекина поддршката на судскиот совет по незаконската смена на претседателката Нова Тело. Помошта продолжи повраќањето на Весна Дамева на функцијата. Сега актуелниот состав на судскиот совет се соочува со можноста за негово распуштање, нешто што владеачката ВМРО ДПМН го најавуваше во кампањата. Како правник пред се, не ја поддржувам тезата за колективна одговорност. Сепак мојот личен став е треба да има индивидуална одговорност и таа индивидуална одговорност да биде точно детектирана и санкционирана. И ова сум го кажала неколку пати и повторувам. Секоја одговорност има име и презиме, нека се детектира и секој нека си сноси индивидуална санкција за нешто ако сторил противзаконски, го нарушил угледот, интегритетот на судскиот совет, донел одлука врз основа на разни емоции и слично. Пред неколку месеци оценската мисија на Унијата за состојбите во судскиот совет изготви извештај со 40 препораки. 17 на краток, 17 на среден и 6 на долг рок. Меѓу краткорочните препораки се исплаќање на буџет од 0,8% од БДП за судската власт, законски измени со кои членовите на судскиот совет кои ги избира собранието би се бирале како членовите на антикорупцијска со јавно сослушување, како и при изборот на членови од редовите на судиите да имат цензус при гласањето. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.